Етничките групи од утрово се на нова средба во обид да договорат компромис за измените на изборниот законник, кои се последната точка за да ги комплетираме сите реформи од планот за раст, за кој добивме грејс период. Првичниот предлог за измени на изборниот законник заглави во филибастеринг, откако опозицијата поднесе 13.500 амандмани, главно критикувајќи го гласањето на диаспората. Дали има некаков напредок во разговорите, утрово ја прашувам Катерина Нешкова, која што е во собранието. Кате, има ли некакво поместување, имаме ли некои информации од координацијата? Да, состанокот на работната група помеѓу парламентарните партии е завршен, но исходот се чини дека и овој пат е без епилог, имено како што соопштија веќе и од власта и од опозицијата се работело за состанок на кој што повторно партиите ги искажувале своите ставови во однос на гласањето на диаспората, при што имаме еден нов предлог кој што го дава владеачката ВМРО ДПМН, а тоа е опозицијските партии, СДСМ, Левица, ДУ и останатите албански опозицијски партии да седнат и да се договорат кои се нивните ставови, а тоа бланко ќе биде прифатено и од владеачката коалиција со цел да се добие во време, бидејќи разликите се токму во опозицијските редови. Како што спомена и ти во најавата, измените на изборниот законник се дел од реформската агенда која што ја има добиено државата од Брисел, и грејс периодот до кога овие измени ќе треба да бидат донесени се околу 15 јули, значи рокот истекува за помалку од една недела. И токму заради тоа власта смета дека ова е најдобриот начин да се дојде до решение. Изјавата и предлогот од страна на власта ги гледаме во продолжение. Бидејќи нашата цел е диаспората да може да се изјасни на помасовен начин од тоа што може сега. И ние понудивме вака да седнат политичките партии кои што се дел од опозицијата, тоа се ДУИ, СДСМ, Левица, како и некои други помали политички партии, и меѓу себе да се договорат за сите различности кои што ги имаат од прилика 4 клучни работи, бидејќи гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите, да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме. Повторувам, сето тоа кое што ќе го договорат Левица, СДСМ, ДУИ и другите опозицијски партии од аспект на финансирање, од аспект на изјаснување на диаспората, од аспект на поплаките и од аспект на една изборна единица и сите детали кои што се инкорпорирани, ние тоа ќе го прифатиме, се додека биде прифатен нашиот став, а тоа е диаспората да може да го испочитува уставно загарантираното право и да може да гласа и да се изјаснува на избори. Она што е интересно е дека и во владеачката коалиција имаш разлики по однос на една изборна единица и начинот на гласање на диаспората, или последниот предлог тоа да се прави по пошта, имено вреди беа за 3 изборни единици и беа против гласањето по пошта. Меѓутоа, по оваа координативна средба јасно е дека владеачката коалиција ќе настапува единствено и таму разликите се испеглани. Се уште нема став од опозицијската СДСМ која што поднесе најмногу амандмани на измените на изборниот законник, околу 10.000 амандмани, но го имаме или го чув ставот на Левица, ќе го чуеме и во вестите во 16 часот. Оттаму велат дека се задоволни од тоа што владеачката партија прифатила една изборна единица и за нив е прифатливо гласање на диаспората по пошта на следните председателски избори во форма на пилот проект, но се уште разликите се во рамките на опозицијата и тие сметат дека ова прашање намерно е вметнато од страна на власта, бидејќи знаат дека
тука опозицијата се разликува и дека нема да биде постигнат договор. Ставот на левица е дека за овие 4 клучни прашања кои што веќе беа споменати, една изборна единица, финансирање на изборната кампања, гласањето на диаспората, исто се прашања кои што се многу значајни и се суштински во делот на изборното законодавство и сметат дека не може да се постигне договор во пократок од една недела, туку напротив бара размислувања повеќе од еден месец и усогласување на разликите, иако од левица не сакат, или барем јас не добив таков впечаток дека тие би биле иницијатори на ваквите опозицијски средби. Александар, тука ќе се одјавам, имајќи предвид дека веќе пресови најавуваат и од албанскиот блок, значи и од Лигата на села, најавија и од опозицијската ДУИ, но и од владеачката Вреди. Се надевам дека до 16 часот ќе го имаме и ставот на најголемата опозицијска партија, седа само која ќе биде клучна за постигнување на политичкиот консензус со кој што овие измени мора според деловникот и да поминат, имено изборниот законник е едно од 4 законски решенија за кое што е возможен филибастеринг и тоа и всушност се случи во првата фаза по поднесувањето на измените. Да, ќе го очекуваме ставот на социјалдемократите. Соопштението од утрово е практично продолжение на оние позиции низ кои се движат во овие изминати неколку денови во делот на изборниот законник. Тие сметаат дека на тој начин власта се обидува да манипулира со, како што велат, околу 200.000 гласачи од диаспората остани во собранието. Сите детали ги очекуваме во наредните информативни изданија. Беше тоа